Почитувани, и неетењето на предлагачите на сила да го истуркаат неуставниот закон за двојазичност не е на штета само на ВМРО-ДПМНЕ, туку на Република Македонија. Одлуката на влада да не го повлече законот и да не отвори конструктивна расправа околу законот може да предизвика долгорочни последици по државата и да ја наруши консензивноста меѓу граѓаните. ВМРО-ДПМНЕ е на страна на граѓаните и Република Македонија и затоа ќе стори се во одбрана на државните и националните интереси. Затоа ВМРО-ДПМНЕ и пратеничката група ќе сторат се што е во наша моќ за да се спречи ваквата деструктивна политика. Пратеничката група ќе се врати во собраниските клупи и со амандмани ќе се обиди да го превенира донесувањето на неуставниот закон. Преку нашето присуство во парламентот ќе се обидиме уште еднаш да ги убедиме пратениците од парламентарното мнозинство во ризикот од последиците на носење на овој закон, кој не само што излегува надвор рамките на Уставот и Охридскиот договор, туку го става во подведена состојба позицијата на турците, ромите, србите, бошњаците и припадниците на сите останати етници во Република Македонија. Законот има бројни пропусти и затоа е несватливо, неконструктивно однесувањето на СДСМ и одбивањето на предлозите да се формираат работни групи составени од представници на сите парламентарни групи во Собранието на Република Македонија со вклучување на експертска и стручна јавност од правните факултети во државата, представник од Кабинетот на Председателот на Република Македонија и од МАНО. Сигурни сме дека ваквата дебата ќе придонесе за подигање на доверба и демократска атмосфера, кои ќе резултираат со обструирање и неуставните елементи на овој закон за јазици. Почитувани, сосема непотребно, двојазичноста се спроведува на цела територија на Република Македонија. Тоа единствено носи товар за буџетот, а не во корист на граѓаните. Со овој закон целосно деградира употребата на македонскиот јазик. Токму од тие причини ВМРО-ДПМНЕ одлучи да учествува во собраниската расправа и предложи суштински амандмани за подобрување на законот и отстранување на штетните и неуставните делови. Сметаме дека власта не смее на сила да го изведе повторното гласање и мора да го слушне гласот на јавноста. Власта ја занемари и експертската фела која е во се погласна форма и го нотира неуставноста и точките на законот. Граѓаните имаат потреба од реални мерки и проекти кои ќе го напредат животот и ќе влијаат на економскиот и техничкиот развој. Но во никој случај не ни треба закони кои носат подвојување, бидејќи од таа корист нема никој во Република Македонија. Ви благодарам.